Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за поврзаноста меѓу дијабетесот и болестите на срцето и крвните садови. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смртност кај 2/3 од дијабетичарите. Зошто е тоа така? На кој начин покачените нивоа на шеќер во крвта ги оштетуваат зидовите на крвните садови и на срцето? Постои ли начин лицата со дијабетес да го спречат или пак забават развојот на кардиоваскуларните болести? На денешната тема зборуваме со доктор Јасмина Зафировска, интернист, тиреолог, дијабетолог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува по рекламниот блок, затоа останете на телма. За поврзаноста на дијабетесот и кардиоваскуларните болести денеска зборуваме со доктор Јасмина Зафировска, интернист, тиреолог, дијабетолог во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Уште подобро ве најдов. Ви благодарам на поканата и секогаш со радост ги прифаќам вашите покани, вашата емисија. Докторке, зошто покаченото ниво на шеќер во крвта представува ризик фактор за појава на кардиоваскуларни болести, односно болести на срцето и крвните садови? Прво би сакала да кажам дека темава е одлично избрана, затоа што се наоѓаме во пресред на прославата на Светскиот ден на дијабетот, кој што е на 14 ноември. Така да секоја година постои тематска посветеност на самиот ден и се однесува на одредена група на пациенти. Последниве неколку години Светската дијабетична фондација ги посветува на превенцијата од дијабет, така да и годинава е посветена на превенцијата и тоа во смисла на самото лого на прославата се вика "Одредете го вашиот ризик". Значи, во самата апликација постои еден тест во кој што се вметнуваат потребните податоци и секој човек кој што ќе се уклучи на нивниот сајт може да си го испита нивниот ризикот за дијабет. Така да е многу интересно. Исто така е добро да се види и линкот поврзаноста помеѓу дијабетот и кардиоваскуларните заболувања, затоа што дијабетот кај пациентите со дијабет се уште водечка причина за смртност се кардиоваскуларните заболувања, односно болестите на срцето и крвните садови. Тоа се гледа и од многобројни студии кои што се правени годините уназад и секако од секојдневната работа во нашата клиника. Колка ви треба да бидат вредностите на шеќерот во крвта за да дојде до некакво оштетување на срцето и крвните садови? Дали благо покачените вредности, оние гранични, исто така доведуваат до ризик за овие болести? Така. За дијабетот по дефиниција знаеме дека представува една хронична метаболна болест која што се одликува со хронично подолготрајно покачено ниво на шеќерот во крвта. Многу е лошо што повеќето од луѓето викаат дека шеќерот ми е граничен, на горна граница ми е, не е ништо страшно. Значи, тоа е тој момент кога се навикнуваат на покачените вредности на шеќер, сметаат дека тоа не е опасно и дека си го толерираат. Меѓутоа, самиот шеќер, кој е механизмот кој што, затоа го викаат и шеќерот тивокубиец, значи самата болест, кога трае со години, во моментот на откривање, обично е претходно најмалку до 10 години, си се одвивал тој процес со гранични вредности на гликемијата, кога пациентите не приметувале, односно немале никакви симптоми. Обично доаѓаат на лекар случајно, на систематски преглед откриени поголеми вредности на шеќер во крвта, препорака од матичен лекар или пак по таргет оштетување на орган, кога веќе доаѓа до манифестација на оштетување на некои од органите, например бубрези, очи, срце, периферна артериска циркулација и тогаш на самиот преглед откриваме дека пациентот има шеќерна болест и дека таа траела многу подолго време. Самиот механизам како настанува оштетувањето поради шеќерот, подолготрајно покачениот шеќер во крвта, значи шеќерот, самата гликоза предизвикува оксидативен стрес на ендотелот на крвните садови. Тоа е внатрешната обвивка на крвните садови и со текот на времето, поради тој оксидативен стрес се јавува воспаление на самите клетки и на тоа место се јавуваат промени кои што резултираат со наслаги на
масноти, калцификати, тромбоцити и на тој начин настанува процес на формирање на плаки, кои што често ги гледаме кај нас на нашите прегледи. Дали е тоа атеросклерозата всушност? Тоа го опишувате тој процес? Генерално има поврзаност помеѓу дијабетот и атеросклерозата, меѓутоа самата атеросклероза започнува уште од нашето раѓање. Значи тоа е процес на старење на крвните садови во нашиот организам и ако пациентот или човекот нема никаков проблем со шеќер или други болести, нормално е дека на 50 или 60 годишна возраст ќе има атеросклеротични промени на крвните садови, кои што се во склоп на возраста, на старењето на крвните садови. Со тоа што кај диабетичарите тие промени ги гледаме многу порано и многу поинтензивно. Промените кои што ги прави диабетот се однесуваат на микро и макро циркулацијата. Микроциркулацијата се малите крвни садови во бубрезите, очите, периферните крвни садови, значи периферна ангиопатија, исто така невропатијата е еден дел од промените кои што ги предизвикува шеќерната болест. Макроваскуларните промени се однесуваат на крвните садови во срцето, коронарните крвни садови, големите васкуларни крвни садови на нозете и на каротидите, исто така и мозочните крвни садови. Кај пациентите, односно кај лицата што имаат диабетес, многу често знаат да настрадат бубрезите. Кога ќе биде оштетен бубрегот, дали автоматски се оштетува и кардиоваскуларниот систем? Постојат, пак би сакала да кажам, значи превенцијата представува една многу важен елемент кој што секогаш се спомнува кај пациентите кои што имаат диабет. Значи, докторите кои што правила многу бројни студии со многу вклучени и болни пациенти од диабет и пациенти кои што биле со инсулинска резистенција, укажуваат на тоа дека кај пациентите со диабет треба да се прават рани скрининзи за откривање на кардиоваскуларните болести и обратно кај пациентите кои што имаат кардиоваскуларна болест треба да се прават скрининзи за диабет. Значи тоа треба да биде една, да кажам, постојана контрола кај овие ризични групи и за да може рано да се превенираат болестите, на време да се реагира и на време да се лекува пациентот, да не дојде до поголеми оштетувања кои секако го нарушуваат квалитетот на животот и социјалниот момент. Ова што ме прашавте, би сакала да кажам за бубрежната функција, исто така представува една од параметрите кои што покажуваат дека има нарушување на таргет орган, а тоа е бубрегот поради диабетот. Кога наоѓаме протеинурија, значи наголемено ниво на протеини во мокрачата, знак е дека настанало оштетување почетно оштетување на бубрезите. Меѓутоа и тоа е поврзано со функцијата на срцето, односно на кардиоваскуларните органи, така да тоа е еден систем кој што не може да се издвои дека едно од друго е посебен, него се зависни, така да во скринингот за рано откривање на кардиоваскуларната болест спаѓа и мерењето на протеиnuријата, гломеруларната филтрација, значи тие функции на бубрегот и се многу битни за рано откривање на кардиоваскуларните болести и детектирање на шеќерната болест. Сега ќе проговориме како лицата со диабетес можат да спречат или пак да го забават развојот на кардиоваскуларните болести. И издвоивме неколку работи кои што ќе ги искоментираме, а тоа е строга контрола на артерискиот крвен притисок, одржување на поволен статус на холестеролот и триглицеридите во крвта, слабење, редовно вежбање, добра контрола на нивото на шеќерот во крвта, прекин на пушењето. Ќе започнеме со редоследно со контролата на артерискиот притисок, дали ке лицата со диабетес често се среќава покачен крвен притисок и дали е вообичаен со животот на овие две болести кај нив. Така. Сепак би требало да зборуваме за примарната превенција на почеток. Примарната превенција кај пациентите кои што имаат диагностициран диабет, а немаат кардиоваскуларна болест, значи немаат покачен крвен притисок, маснотиите им се во граница на нормала, немаат покачена килажа, него проблем е генетиката која што довела до покачување на гликемијата во крвта. Кога постои само еден ризик, а тоа е диабетот, кај пациентите life expectancy, односно очекувањето на должината на животот, од моментот на откривање околу 23 години,
ако се работи за пациенти од 25 до 40 години. Значи, толку би било пократок, ако, например, пациентот предпоставаме дека просечен животен век е негде до кај 75-80 години, значи неговиот живот би бил, ако остане само со еден ризик фактор. Ако откривањето на диабетот е после 60-та година, тогаш life expectancy се намалува некаде до 13 години, кај мажите и до 12 години кај жените. Така да овие се некои поразителни статистички податоци кои што навистина треба да им ги отворат очите на пациентите кои што имаат диабет, да се обрнат внимание на таа примарна превенција. Во смисла на ако пациентот комплетно нема никакви други симптоми од останатите органи, значи срцето и крвните садови се здрави, еднаш годишно треба да се прави комплетен преглед, без оглед што нема други проблеми. Се препорачува едно многу значајно испитување, кое што последниве години навистина се практикува многу. Тоа е калциум скоринг, одредување на калцификати по крвните садови на срцето. Тоа е компјутерска метода која што се изведува секојдневно во нашата болница и е важен елемент кој што е вметнат и во гајдлайнсите за примарната превенција на кардиоваскуларни заболувања кај пациенти со диабет. Нормалната вредност е 0, меѓутоа се движи, има во некои граници кои што се во согласно со возраста на пациентите. Кај помлади пациенти е дозволено од 10 до 20 се смета за нормално. Над 400 веќе е тоа патологија каде што наоѓаме калцификати по крвните садови на пациентите и веќе сме откриле дека има таква наречена silent исхемија, која што пациентот не ја чувствува, односно веќе настанало оштетување на крвните садови, кој што може да резултира и со инфаркт на миокардот, а пациентот да немал претходно никакви симптоми. Така да кажеме од нога, некогаш и не го чувствуваат. Затоа пак ќе повторам дека примарната превенција е многу важна. Во примарната превенција и на кардиоваскуларните заболувања и на диабетот се многу слични елементи, тоа на што го кажавте и вие. Кај диабетичарите обично се работи за обезност, замастен црн дроб обично наоѓаме на ехо преглед, покачени протеини во мокрачата исто така може да бидат како еден елемент. Исто така, значи, пушењето, внесот на алкохол, седентарниот начин на живот, недоволна физичка активност, зголемениот стрес, сите тие фактори се голем ризик за влошување на самиот диабет, ако е веќе откриен во моментот на откривањето. Истите елементи би ги кажале и кај кардиоваскуларните заболувања за примарната превенција пред да се започне со било каква терапија, ако сите параметри во крвта се нормални. Вкупниот холестерол, ЛДЛ, ХДЛ, ако се сите тие параметри, триглицеридите во нормала, претпоставуваме и шеќерот дека е во нормала, се препорачува lifestyle change, односно промени на животните навики. Ако веќе имаме во фамилија присуство на генетски фактор од блиските роднини, каде што има еден или двајца од родителите кои што имаат диабет. Доктор, ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент во телеамбуланта, тие ќе можат да постават прашање, да добијат одговор на сето она што ги интересира и поврзано со диабетесот и кардиоваскуларните болести. Ја споминавте примарната превенција, го опфати сето ова што всушност е наведено овдека и многу повеќе од тоа. Јас би се задржала со уште неколку подпрашања во однос на она што го издвоивме денеска и во однос на контролата на артерискиот крвен притисок. Споминавте дека кај овие лица често пати има наталожување на плаки на крвните садови, особено ако не се внимава и не се стави болеста под контрола. Кај колкав би требало да биде крвниот притисок? Има ли некои параметри кои што ги препорачувате? Кога веќе наоѓаме и други проблеми, значи други болести покрај диабетот, ако има покачен крвен притисок, дислипидемија, покачени масноти во крвта, триглицериди, намален ХДЛ, добриот холестерол, тогаш веќе влегуваме во секундарна превенција или пак ако имало веќе прележан мозочен удар, инфаркт, тука се работи за секундарна превенција и е многу порестриктивна во однос на сите параметри, во однос на параметрите и референтните вредности за нивото на липиди во крвта, за нивото на крвниот притисок кој што треба пациентите да го имаат.
тука веќе настапува на сцена не само препораките, покрај препораките за здрав начин на живот, влегуваат и препораки за медикаментозен третман. Односно за регулација на крвниот притисок, за регулација на маснотиите во крвта и секако за добра регулација на шеќерот. Дали овие пациенти секогаш е покачен лошиот холестерол на сметка на добриот холестерол? Обично е покачени се триглицеридите, тие се поврзани како метаболен синдром, кога имаме дислипидемија, со намалено ниво на ХДЛ, нивото на добриот холестерол, покачени триглицериди и вкупниот холестерол покачен. Значи, тука има по-рестриктивни, како се оди со годините, препораките, најновите препораки се снижуваат референтните граници, значи стануваат многу построги во однос на порано. Веќе за притисокот се рачуна дека до 120 со 80 е нормален притисок. Над 120 до 130 со 85 веќе се смета за високо нормален, а секој крвен притисок над 130 со 85 е веќе примерна почетен степен на хипертензија. Веднаш тука, ако се работи и за диабетичар, кој што имал диабет последните, многу е битно да се знае периодот од кога има пациентот диабет. Тоа обично ние го прашуваме и во примарната превенција многу е важно кај пациенти кои што се обезни и имаат диабет, а немаат никакви други проблеми, имаат нормален притисок масноти, да се вклучи метформинот како прва линија на третман на диабетот. Метформинот ги заштитува крвните садови и докажано е со студии дека во тек на 10 години го намалува ризикот од мозочен удар, од инфаркт и други кардиоваскуларни проблеми. А во однос на мастите се даваат статини? Дали овие пациенти, споминавте дека постојано се намалуваат вредностите, референтни, нормални за крвен притисок, но и за липидите. Кај лицата со диабетес, дали нормалните вредности на липидите се пониски во споредба со општата популација? И дали пониски или повисоки, мислам? Дали треба да се одржуваат на пониско ниво за да бидат здрави? Дали кога ќе добиете резултат од липидниот статус и тие се припаѓаат во нормалната референтна вредност, метате дека треба бидат пониски? Да, и дека ќе препишате статини. Значи, ако пациентот има диабет и дислипидемија, значи ако има пониско ниво на добриот холестерол кој ги штити крвните садови, покачени триглицериди, или ако има нормални липиди, кога има нормални липиди, обично советуваме примарна превенција, регулација на шеќерот и физичка активност. Меѓутоа, ако веќе има нешто претходно доживеано мозочен удар, инфаркт, тука се многу поригорозни и во однос на машката и женската популација се тежне кон 3,7 за вкупниот холестерол и за добриот холестерол обично околу 1,7 КДЛ-от би требало во тие граници да се движи. Се случува ли на пациентот да му бидат дадени лекови, како што се статините, и повторно да не можат да се постигнат посакуваните вредности на липидите во крвта? Да, постојат такви и генетски дислипидемии, хередитарни дислипидемии, хиперлипидемии, значи каде што тешко се ставаат под контрола маснотиите. Обично бараме причина. Некогаш може и самата тироидна жлезда да предизвика успорен метаболизам, така да секогаш треба да се мисли кога тешко ги регулираме маснотиите, да не е во позадина и некоја хипотиреоза, односно намалено ниво на тироидните хормони во крвта, кои што предизвикуваат и успорен метаболизам и на маснотиите. Така да сум имала јас во моите пациенти такви каде што пробувано е со различни лекови, на крај сме открили дека се работи за хипотиреоза. Меѓутоа, ако и покрај сите напори да се вклучат лекови и не се постигнува резултат, обично се оди на комбинирана терапија. Постојат сега нови лекови кои што вклучуваат розувастатин со езетемип и исто така некои такви комбинации кои што многу поефикасно ги симнуваат маснотиите и до референтните пожелните вредности кај пациентите во секундарна превенција, со цел да се намали ризикот од повторување на некој инцидент кој што претходно го имале, или мозочен удар, или реинфаркт на срцето.
А се случува ли да не можат пациентите да ги поднесат овие лекови, да се тешки за нив? Обично пациентите не сакаат да пијат лекови, значи тоа е моја особено кога станува збор за статини и за лекови кои што намалуваат масти во општа крвта. констатација некогаш и самиот психички момент дека треба да пијат 4 или 5 лека им дава некоја одбојност кон лековите и некогаш и подсвесно викаат дека ми е тешко од кога ќе го испијам аторисот или росверата, ме болат мускулите. Точно е, имаат повеќето од лековите и свој несакани ефекти. Така да треба да се помислува дека некогаш се и пациентите во право и треба да се замени тој лек со некој. Мене ми е многу важно да не се започнува со таа терапија ако нема потреба. Значи, без потреба никогаш, ако нема пациентот диабет покрај високиот крвен притисок или некој друг проблем за примарна превенција, никогаш не се дава нити аспирин, нити нити некој статин или некој друго средство за намалување на маснотите, посебно кај млади луѓе. Секогаш начинот на живот е најдобра препорака, промените во исхраната, дадени добри совети за физичка активност, кои што пациентот ако ги прифати, ако намали од килажата, ќе се регулира и притисокот и шеќерот, ако се работи за почетно ниво. Дојдовме до дебелината и намалување на килограмите, но оние кои што имаат диабетес, имаме гледач на линија, двајца гледачи ќе им дадеме предност, а веднаш потоа преминуваме на проблемите со слабењето кај лицата со диабетес. Добар ден за првиот гледач, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Поштована водителке, поздрави до докторката. Ви благодарам. Ме интересира дали шеќерот, покачениот шеќер и крвен притисок имаат оштетување на мозокот и другите семочите и слухот и другите осети за што се наоѓаат на главата. Така, добро. Нешто така, мирис, едно друго. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да кажете во однос на ова прашање? Она што го спомнав и предходно, дека шеќерот ја оштетува и микро и макроваскуларната циркулација. Така да, она што спраша господинот, можно е да се работи за некој проблем со каротидните артерии, кога настанува промена на ендотелот во самата артерија и се намалува доторот на крв кон мозокот, кој што може да резултира со намален слух, некогаш зуење во ушите, чувство на трпки по лицето, главоболки, вртоглавици, несвестици. Значи, можно е да е поврзано со самата циркулација. Ангиопатијата, значи, исто така дава промени ако во исто време има и покачен крвен притисок во белата мозочна маса. Така да потребно е да си направи некои дополнителни испитувања, компјутерско снимање или магнетна резонанса на мозокот, за да може поточно да се каже за што се работи. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ајде уште една можност за гледачот да се вклучи. Се уште имам знак дека гледачот чека и дека се обидува да постави прашање во денешната емисија. Еве уште една можност. Добар ден за него. Не успеа да се вклучи во ред. Нека се јави подоцна повторно во емисија. Ние продолжуваме понатаму. Доктор, оние кои што имаат проблем со дебелината и покачено ниво на шеќер во крвта, велат дека имаат проблем да ги симнат килограмите, особено доколку се на инсулинска терапија. Па што да преземат во такви ситуации за да ја регулираат телесната тешина? Примарната превенција, значи, спаѓа во примарната превенција и намалување на килажата. Освен препораките за здрав начин на исхрана, кај пациентите со диабет, најпрепорачливо е медитеранскиот тип на исхрана, значи кој што вклучува незаситени масни киселини, внес на помало количество на јаглени хидрати, повеќе на риба, значи тие несолени, намалување на солта во исхраната. Ако пациентот се придржува кон овие препораки
и се придржува исто така кон препораките за физичка активност. Обично 2,5 часа неделно вкупно е потребна интензивна физичка активност, во која вклучува пешачење, лесен джогинг, значи одење по трака или било каква физичка активност во траење од 2,5 часа, што не е многу. Ако се придржува и покрај тоа не успее да ослабне, тогаш се превземаат и некои други мерки. Ако пациентот има дебелина и има со нашите скорови, односно со бројни начини на одредување на ризикот од кардиоваскуларна болест, ако се одреди, например, Фрамингам скор или овие што ги спомнав претходно калциум скорот или компјутерската коронарографија, која што исто така е многу добра метода. Ако се утврди дека пациентот има висок ризик од кардиоваскуларни болести, тогаш се вклучуваат лекови како помош и за регулација на диабетот, но и за намалување на килажата. Исто така овие лекови се препорачуваат за пациентите да не добијат срцева слабост, затоа што една од компликациите на диабетот е срцевата слабост. Значи, тие се најнови генерации на лекови кои што ги препорачуваат колегите кои што работат со кардиоваскуларните проблеми на пациентите и воедно пациентот успева да ослабне, некогаш и се злоупотребуваат. Во последно време масовно се употребуваат за слабење. За слабење, така да не стигнуваат до пациентите на кои што навистина им се треба. потребни. Имаме двајца гледачи, очекуваат да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, до водителката. Ви благодарам. Сакам да прашам што значи 4,6 единици, значи шеќерни единици на човек од 30 години. Дали е тоа нормално или има некои работи кои треба да се обрне внимание при таква ситуација? Така. Милимоли на литар, веројатно мислите. Милимоли на литар, предпоставувам. Да, предпоставам дека се работи за тоа, да. Повелете. 4,6 е сосема нормална вредност за млад човек, милимоли на литар. Значи, горната вредност која што е сега сепак спуштена, над која што го рачунаме како почетен диабет или предиабет, е 5,6. Над 5,6 до 6,9 пациентите се во таа ризична група за добивање на диабет или како предиабетес или метаболен синдром, кога почнуваме со промени во животните навики. Ако има и ризик фактори од страна на кардиоваскуларниот систем, дислипидемија, покачен крвен притисок, тука настапува на сцена и терапијата. Како што спомнав, метформинот е прва линија за пациентите. Ако тој ризик е висок, ако се работи за скорови кои што се многу високи, кај постари пациенти кои што претходно имале некој настан во смисла на мозочен удар, инфаркт на срцето, тогаш се препорачува, значи, вклучување на оваа терапија која што ја спомнав, за намалување на килажата. Инсулинот исто така е едно решение кое што го препорачуваме кога сите можности и компликациите се многу големи и веќе таа терапија која што е таблетарната е комплетно исцрпена и не помага на пациентот. Но инсулинот е анаболен хормон. Со започнување со инсулинската терапија, пациентот додатно добива во килажа, така да мора да се придржува кон навиките животни, промените. Затоа ги спомнувам сега овие податоци, колкава е смртноста, дека 8 од 10 пациенти кои што имаат диабет умираат од кардиоваскуларна болест. Што е навистина загрижувачки. Голем процент и ова сето говори колку е важна превенцијата. Ќе вклучим уште еден гледач. Докторке, добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната тема амбуланта. Овој пат се слушаме, повелете. Добар ден, се слушаме. Добар ден. Да, одлично ве слушаме, повелете. Добро. Јас сум 75 години, 30 години сум диабетичар. Не ве слушам ја. Така, ние ве слушаме одлично. Значи 30 години сте диабетичар, така? Да, 30. Од 2005 сум на инсулин. Со, мислам, Новомикс, него нешто ми варира. Например, имам
5, некој ден, 5,3, 5,1, 5,6 мислам единици кој мерам, а после се зголеме 8,3, 15, 19, зборам единици. Така, ве разбираме, добро. И сега за притисок. И сега дали е до инсулино нешто, до значи варира ми. Варира ми и притисокот, да речем, намалува се. Еве, некој ден имам запишувано до 6,9 притисокот со 126. А некојаш ми се каче 154 со 80 или 69. Така, значи ви варира и шеќерот, ви варира и шеќерот, крвниот притисок. А пијам, пијам да ви кажам скоприл комбо, диазепам, имам некои домашни проблеми, ствари, имам смртен случај. Аха. И сега моментално сум, значи не се осеќам добро. Така, не се чувствувате добро, имате и смртен случај во семејството. Во ред ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да кажете, ве човекот кој што ни се јави има и комплексна животна состојба во моментот. Може ли тоа исто така да доведе до варијации и на притисок и на шеќер во крвта? Сепак претпоставам дека до сега му била добра регулацијата на шеќерот, затоа што од моментот на откривањето кога е поставен на инсулин, поминале веќе 30 години. Значи пациентот има еден добар животен век, претпоставам квалитетен. Би сакала да кажам дека нивото на шеќерот во крвта не може да биде цел ден исто. Значи постојат варијации во тек на денот, во зависност од физичката активност, во зависност од храната. Например, ако после јадење до 2 часа, тоа мерење е најмеродавно и најдобро за прогноза на ризикот од кардиоваскуларни заболувања понатака. Затоа се придржуваме почесто да ги контролираме тие мерки 2 часа после јадење, постпрандијалната гликемија. Значи, кога мери господинот, нека биде тоа еднаш или 2 пати, нека нема потреба да мери многу често. Но во миксот е одличен инсулин, така да верувам дека добро му го регулира. Меѓутоа, стресот го покачува кортизолот и индиректно го покачува и шеќерот во крвта и притисокот. Исто и за притисокот важи дека не е една рамна линија, него во тек на денот, зависно стресна ситуација, физичка активност варира. Тоа е една синусоида. Исто и терапијата, тоа е АЦ инхибитор, еден добар лек и диабетичари се препорачува. Треба да ја следи бубрежната функција и секако како долгогодишен диабетичар, диабетично стапало да се превенира евентуално проблем со малата микроциркулација на нозете, каде што не може да се реагира со операции или други интервенции и затоа диабетот е причина број 1 за висока надколенична ампутација на екстремитетите. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден и среќен ден. И на вас исто така, повелете. На возраст на 70 години сум, живеам сама, имам 3 смртни случаи, брат, мајка и татко ми почина, јас останав сама. И сега малку сум на депресија, многу сум емотивна и многу се плашам од тие удари. Крвната слика која ќе ја проверам, мене ми е се во ред. А јас толку се осеќам недобро, што ми дава да пијам за тироидна, да пијам за колестерол, а резултатите ми се добри. Шеќерот ми беше 7,2, после 3 дена ако проверив 6,2. Притисокот наутро немам, навечер после јадење имам каскада на желудникот, можеби тоа е причината. Многу крупна сум, дебела сум тука во стомакот, само се дувам. Аха, стомача дебелина, значи имате? Да, тешко се движам, ме болат нозете, ми даваат терапија, јас не можам терапија да правам, качувам притисок. Пијам некои витамини, некои ампули,
Јас си пием лекови и се повеќе и повеќе ми е тешко. Така. Имам зуење во ушите од тинитус, си вртоглавици јаки и не сум способна ни да одам сама, ни да функционирам. Така, навистина лошо се чувствувате и сега барате одговор што е причината за оваа ваша состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Какви насоки би дале на гледачката што да направи понатаму? Со оглед на вредноста на гликемијата што ја кажа, и во групата на предиабет или инсулинска резистенција, пошто е и обезна, само да го кажа тоа, ќе мора да се превземи некои чекори за регулацијата на шекерот, веројатно метформинот, треба да се вклучи кај незе кој што ќе помогне и во слабењето. Би требало да се почне и со терапија за крвниот притисок. Тие варијации, значи, на крвниот притисок при стрес која качува притисок, значи мора да се стабилизира притисокот и да се почне со таква терапија. Витаминската терапија не помага толку. Зуењето во ушите исто така може да е проблем и со каротидните артерии. Значи треба да направи еден добар преглед, да се види и да се направи една проценка за потребната терапија која што треба да ја зема. Би сакала да дополнам за слушателот преге што се јави. Значи, кај пациентите кои што се на инсулин или пак на двојна или тројна орална антидиабетична терапија, поопасни се пристапите на хипогликемија. Значи, секогаш појавата на миокарден инфаркт, мозочен удар е како резултат на појава на хипогликемија. Ќе опфатиме хипогликемијата сега кај редовното вежбање, докторке. Оние кои што почнуваат да вежбаат, а имаат диабетес, треба ли да го мерат шекерот пред почетокот на вежбањето, за време на вежбањето, по вежбањето, што препорачуваат? Токму поради опасноста да падне шекерот, треба ли да јадат пред да почнат да вежбаат? Колку инсулин да земат, целата ли доза да ја земат, доколку планираат физичка активност во текот на денот, треба ли да ја намалат? Како изгледа тој процес? Да, значи тоа мора со нивниот ендокринолог или диабетолог кој ги води и да направат една комплетна проценка. Ако тоа вежбање е инцидентно, значи понекогаш се случува да одат или да направат некоја поголема физичка активност, тогаш не треба многу да се прават промени во земањето на начинот на инсулинот или оралната антидиабетична терапија, но може со нив кога практикуваат физичка активност, затоа што мускулите трошат нели гликоза, шекерот од крвта и го употребуваат како погон, како гориво за физичката активност. Можно е да падне малку шекерот, да си носат со нив или кока-кола или некоја бомбона. Меѓутоа, ако во нивниот редовен начин на живот вклучуваат физичка активност, например се работи за помлади луѓе кои што имаат диабет и кои што редовно вежбаат, треба сепак да се адаптира дозата која што ја земаат на инсулинот или на оралната терапија во согласно со физичките активности. Вообичаено тоа се дава се дава некој базален инсулин, ако е веќе на инсулин, се рачуна, значи има препораки на кој начин се израчунуваат единиците кои што треба да ги зема пациентот, се дава еднаш на ден за да ја задоволи потребата на инсулин преку целиот ден. Ако се работи за орална терапија, исто така се адаптира со тие таблетки кои што имаат продолжено дејство, значи има глукофаж со продолжено дејство и се постигнува еден баланс. Нема нагли скокови, падови на гликемијата, но за одржување на шекерот во крвта да биде и добра регулацијата, многу е битно редовно јадење. Редовно јадење? Да, не треба да се гладува. Прескокнување оброк? Не. Никако. Значи, ако се вежба меѓу оброк да се земе? Да, секако треба да има 3 редовни оброци и 2 ужинки. Не треба да биде обилно, треба да биде она што треба да го внесе и калориски внес, оноко колку што треба. Индивидуално, секој пациент е различен. Значи, зависно од возраста, зависно од килажата, се прави еден план за начинот на исхрана, за потребите од дневниот внес на калории, кој што се усогласува со терапијата која ја зема. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден! Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта, во денешната емисија. Ало, добар ден! Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Битола. Така?
73 годишна девојка сум. Одлично. Одлично, баш ми е драго. Прво, ве поздравувам вас лично и персонално како водителка. Ви благодарам многу. Безпрекорна сте. Благодарам. Ама и плюс, гостите како ги бирате, значи такво излагање, такво отворање на умот, на черепот, ни го отворате умот, се да восприемаме. Така, ви благодарам, секогаш внимаваме кој ни е гостин во емисија. Јас се викам Трајанка, ве молам за следното. Можем? Така ве слушаме. Имам проблем, јас само со циркулацијата, со вените и фината циркулација и немам многу испуштени вени, не се длабински, се површински, капиларни и така натаму. Десната нога е цела шарена, везана како гоблење со капилари. Пијам флебодија или ВВН во консултација со докторката, трансфузиолог и така натаму. Пијам и С витамин за нив, од време на време пијам витамини општо за се. Што може докторката да ми помогне, да ми каже, пошто околу 78 до 80 килограми се движам тежината, 73 години реков имам. Која ви е висината? Молам? Која ви е висината? Околу 163 да ме држете за збор. Така, добро. Добро, ви благодарам за... Шеќерот предпоставувам дека ви е нормален. Шеќерот ми е добар, не пијам ништо за шеќер, притисокот ми е 120 со 80 во 90 на 100 случаеви. Ако ми се покачи 140, јас одма го осеќам. Го чувствувате. Не да Боже, ретко некогаш ако се напнам нешто, ако се ужалостам нешто и така натаму вона. Немам други проблеми, сакам и другите слушатели што ме слушат да бидат и како мене, пошто сум и подвижна, релативно добро досега, само што сум домашно ангажирана поќе, треба малце по еден полсат, сат да се излегвам. Да си посветите на себе. Се надевам дека ќе ве служи здравието добро и понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да... Благодарам и ви посакувам многу години да обстојувате, ама вие имате оценка како водителка средношколска петка, а студентска десетка. Ви благодарам. Многу ве огромен комплимент за мене. Ви благодарам. Повелете, докторке. Јас прво ќе се приклучам кон комплиментите што ги добивте од слушателката. Значи, навистина вашава емисија има статусен символ за здравјето на пациентите, придонесува многу, како што кажа пациентката, за отварање на виугите, за препознавање на многу симптоми. Одличен избор имате секогаш на гости, така да навистина сите комплименти до вас. Ви благодарам, веќе непријатно ми станат премногу комплименти. Ви благодарам. Инаку за слушателката би кажала дека проблемот со венската циркулација обично е генетски. Веројатно некој од незиното семејство ги имал истите проблеми, некојаш тој представува и професионален проблем кај луѓе кои што долго стојат. Таква им е професијата. Например, стоматолози обично имаат таков проблем. Луѓе кои што долго седат исто така имаат венски проблем. Треба да се направи една анамнеза добра, да се види што е причината. Лековите што ги спомна се добри, што ги зема сега ако се работи за површните вени, тука се прави некојаш склерозација заради естетика. Меѓутоа, ако се работи за проширени крвни венски крвни садови подлабоки, тие се голем ризик и тука треба да се вметне и друга терапија. Доктор, ке продолжуваме понатаму во однос на добрата контрола на нивото на шеќерот во крвта. Колку пати во денот треба да се измери шеќерот во крвта? Кај луѓе кои што имаат етаблиран диабет, значи кај кои што е поставена диагноза, ете нешто и околу поставањето на диагноза за диабетот, скрининг треба да се прави кај луѓето, како што спомнавме, кои што имаат кардиоваскуларни болести. Кај нив треба да се прави скрининг, да се исклучи диабетот како позадина. Тука, значи, влегуваат во скрининг пациентите кои што се над
50 годишна возраст, возрастни пациенти, пациенти кои што имаат генетика и секако жени кои што за време на бременоста имале гестацијски диабет, пациенти кои што имаат масен джигер, црн дроб или јетра, како би кажале, замастен црн дроб, стеатоза на црниот дроб. Значи, тие сите се ризични и би требало да прават редовен скрининг за да се открие на време шеќерот. Затоа што секогаш кога се открива, веќе има таргет оштетување, таргет орган, кој што е веќе оштетен. Наедноставен е тој фастинг плазма глукоза, што го викаме, или тест после гладување од 12 часа. Пациентите не треба да внесуваат висококалориска храна од вечерта до другиот ден, така да се собера околу 12 часа да бидат малку по-лесно јадени. Ако шеќерот е 7 или над 7, се поставува диагноза за диабет. Значи, многу е важно да нагласите уште еднаш дека е важно да бидат со една рестриктивна исхрана 12 часа пред земањето на крв. Бидејќи се случува некогаш луѓето да си вечераат убаво, па да се напијат и чашка алкохол и слични, и утрото да направат испитување на шеќерот да покаже покачена вредност и да се успаничат. Да, значи ако е 7, никогаш од прво откривање не се поставува диагноза за диабет, освен ако наутро на гладно е 11 или 12. Колку мерења треба да се направат и да има покачени вредности за да поставите диагноза? Обично две мерења кои што се позитивни се поставува диагнозата. Исто така и на случајни мерења. Например, ако пациентот во текот на денот дошол на лекар, па му текнало да провери крвна слика и се најде гликемија од 11 или 12, тогаш без никакви додатни испитувања поставуваме диагноза на диабет. Освен ако не е после јадење до 2 часа, нормално е од 7,8 до 11 или 12 да биде нормална е таа гликемија. Меѓутоа, ако пациентот бил гладен повеќе од 2 часа и најдеме 11, тогаш веќе поставуваме диагнозата за диабет. Она што го кажав и претходно за поставување на за рачунање на ризикот од кардиоваскуларни проблеми понатака, многу е важно да се следи тој постпрандиалната гликемија, гликемијата после 2 часа од јадењето. Да. Тоа не е многу битно и да се избегнуваат хипогликемиските епизоди. Кај пациентите кои што се на инсулин, сосема е нормално тој гликолизираниот хемоглобин А1C или тромесечниот шеќер да биде околу 6,1 до 6,5. Тоа тоа е добра една вредност. Не треба да се тежне кон ниски вредности на хемоглобин А1C, затоа што тоа се поврзува со хипогликемични епизоди кои се ризични за појавување на некои проблеми од страна на кардиоваскуларниот систем. Пациентите се многу исплашени всушност од овие хипогликемични епизоди. Што треба тие да носат постојано со себе? Дали некој чоколадце? Во тек на денот лесно е тоа да се регулира, обично чувствуваат темнење пред очи, заматен вид, срцебиење. Организмот го најавува. Го најавува падот на шеќерот, вознемиреност, тахикардија, треперење на организмот, значи сите тие се хипогликемични. Они веќе знаат, си ги препознаваат. Опасно е кога во тек на ноќта, додека спие пациентот се јави хипогликемија, затоа треба многу да се балансира и околу нивото на инсулин, кој што верувам дека е покриено од нашите колеги кои што работат во центрите за диабет. Треба многу голема посветеност на тие пациенти. Следење, превенција, препораки за една конзилиарен пристап од повеќе специјалности кон таквите пациенти. На тој начин можеби ќе се направи некој преглед повеќе, например нефролог или кардиолог, но од друга страна заштедуваме кај тој пациент после ако се случи некој проблем во смисла на потреба од бајпас, од потреба од ампутација на екстремитет, слепило или диализа, заштедуваме тие големи трошоци кои што се навистина оптеретување и за здравствениот систем и за самиот пациент. Последното прекин на пушењето мислам дека се подразбира, тоа е важно за целокупното здравје, а комбинацијата пушење со диабетес сигурно е
страшно опасна. Тоа сакав и на почеток да го кажам, дека од моментот на откривање на диабетот, ако во тек на 10 години нема друг ризик фактор, пациентот претпоставуваме дека не пуши, дека се му е регулирано добро, тогаш има еден добар животен век, квалитетен. Со тоа што ќе се регулира само гликемијата. Ако покрај шеќерот има висок крвен притисок, покачен вкупен холестерол, намален добар холестерол, плюс е пушач, дебел, значи тој life expectancy драстично се намалува, така да паѓа испод 10 години преживување со тој начин на живот, ако не се направат промени, ако не се вклучи добра терапија и ако не се следи самиот пациент. Значи добра терапија, следење и драматични промени во животниот стил. Да, ако баш сакам да ги исплашам малку задржат пациентиве и затоа потенцирам некои вакви статистички податоци, затоа што на вистина диабетот бидејќи на ваков начин може се разбудат, всушност и да станат свесни за големиот ризик што го носи оваа болест. Тоа е влезено и во гайдлайнсите и препораките на нашите диабетични сајтови кои што ги следиме. Значи, разговорот со пациентот, значи отварањето на очите кон опасноста од диабетот. Значи, мора многу посериозно да се разговара. Не е тоа само шеќерот ти е 6,5 или 7,5. Значи, мора сериозно да се предупреди, затоа што кажав, заштедуваат од една страна го заштедуваат здравствениот систем со тоа што од тие трошоци понатака од компликациите на пациентот, од друга страна на пациентот ќе му возможат и квалитетен живот. Значи мора да се мотивира пациентот на било кој начин да прекине со цигари, да почне физички да се активира, да внесува повеќе течности, здрава храна, зеленчук, овошје, да го смени начинот на живот. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување, секогаш е задоволство да се разговара со вас. Благодарам многу на поканата. Почитувани, ова беше уште една Телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.